Ликовни изложби, публикации, реставрации и пред се археолошки истражувања. Ова се дел од одобрените проекти на Штипскиот музеј кои во текот на 2016 ќе се финансираат од страна на Министерството за култура. Истражувањата ќе се истражува во општина Карбинци, во општина Конче, во општина Радовиш и во Штип, тука на црквата Свети Власи. Ќе се работи на конзервација на иконостасите во црквата Успение на Пресвета Богородица и конзервација на икони од оваа црква со цел да се при крајот на годината за Свети Никола да се етаблира нова галерија на икони. Значи ќе се истражува на некропола во близината на Дамјан, ќе се истражува на црквата Свети Василии, ќе се истражува на џемалџиските гробишта и ќе се истражува во општина Конче. Оваа година ќе се реконструираат 4 фасади на куќи со стара македонска архитектура во Ново село и на улицата Гоце Делчев. Ќе се преуредуваат депоата на музеот, етнолошката и археолошка поставка, а ќе се осовремени поставката во куќата на Славчо Стојменски. Што се однесува до уметничката галерија Безистен, таму ќе се подобри осветлувањето, ќе се опреми просторија за уметнички дела, а во текот на годината Читкушев најави дека токму овде ќе се организираат голем број ликовни изложби. Позначајниот проект е од областа на екологијата. И за прв пат во Македонија музеот во Штип ќе работи на добивање на зелена енергија за осветлувањето во археолошката и во етнолошката поставка. Што значи? Тоа значи дека ќе поставиме светлосни келии на кровот од музеот, кои ќе акумулираат енергија, која ќе се трансформира во електрична енергија и на тој начин бесплатно ќе се осветлува археолошката и етнолошката поставка. Со тоа сакаме да заштедиме енергија, да заштедиме средства, а и да еколошки действуваме за подобра и почиста околина. Меѓу останатите проекти е и рекомпонирање на нумизматичката колекција. Што се однесува до финансиската конструкција, засега е неизвестно колкова сума е одредена за финансирање на сите овие проекти во Штипскиот музеј.